Поштувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин, 17:10, веќе е време да започнеме уште едно ново издание. И се надевам дека сето она што и денес ќе го говориме во оваа емисија и сите оние информации кои што ќе ги доставиме ќе бидат во корист се со цел да дознаете нешто повеќе во однос на проблемите со вашето здравје. Во саботата беше одбележан Светскиот ден на дијабетесот. Значи 14 ноември секоја година, според Светската здравствена организација, е ден на дијабетесот. 130.000 наши сограѓани со дијабетес, од кои 500 од нив се деца до 18 годишна возраст. Така некако би била статистиката. Исто така и Сојузот на Сдруженија на пензионери секоја година го одбележува со многу активности и настани кои што ги посветуваат на квалитетот на живот на лицата со дијабетес преку залагање за поквалитетен здравствен сервис, за едукација на нивните семејства и со подигање на свеста кај граѓаните. Затоа и ние ја правиме оваа емисија се со цел да се подигне свеста во однос на овој проблем, така наречен, како да кажам, тивокубиец или чумата на 21. век, бидејќи ќе говориме понатаму што се може да предизвика какви компликации ако не навреме се диагностицира. За оваа денешна тема со мене веќе го имам на видеолинк доктор Александар Митов, кој што е магистар по јавно здравје и влијание на животната средина. И секако тој е овде за да ни каже нешто повеќе околу оваа тема, поконкретно за дијабетесот и начинот на живот, како ние можеме или да превенираме или пак ако го имаме да го подобриме или шеќерот, статусот на шеќерот во крвта за да имаме поквалитетен живот. Доктор Митов, ви благодарам што одвоивте време да бидете дел од ваш термин. Одамна не сме се виделе. Сега таква е состојбата. Овој разговор ќе го направиме преку видеокомуникација. Добро дојдовте во ваш термин. Добро ве најдов, ви благодарам за поканата. Секогаш со задоволство прифаќам, особено кога треба новаа тема, на темата дијабет да се зборува, посебно посветувам внимание. Така. Дали дијабетот на вистина е еднонасочна лица или пак може само да се влошува, а да не се подобрува? Да. Баш in media стреснели веднаш во најбитната тема. Впрочем, дијабетот како сосема краток вовед, ако би можел да дадам, секако е толку комплексна состојба која што ние во медицината ја наблюдуваме од повеќе страни. Се разбира, јас пристапувам само од делот на начинот на живот, исхраната, физичката активност, тоа што како начин на живот влијае на самата состојба. Так. Колегите ендокринолози настапуваат од делот на терапијата, медикаментозна терапија, колегите офталмолози помагаат во делот на компликациите со очите, сакам да речем и така натаму. Тоа е толку комплексна една состојба која што фаќа неколку области во медицината, доминантно во ендокринологијата, меѓутоа има голем широк опфат. При тоа прашање кое што се наметнува сега веќе години наназад е токму тоа што го поставивте. Дијабетот како една состојба која што не може да се спречи, која што тера немилосрдно во еден правец, или постои можност за така наречена медицински реверзибилност. Иако реверзибилност или способноста да ја вратиме состојбата назад до пред неколку години беше исклучена како тема, сега веќе се наоѓаат многу нови состојби, начини на кои што на пациентите може да им се помогне и или во најмала рака да дојде до така наречена медицински кажано ремисија, стопирање на напредувањето на болеста, или пак еден добар дел од пациентите едноставно да се врати наназад состојбата, што особено се постигнува со намалување на телесната тежина, ако станувало збор, например, за прекумерна телесна тежина. Впрочем, тоа се случаи кои што и кај нас во Македонија ги имаме видено, и јас ги имам видено, и останатите колеги кои што работат со дијабет, верувам дека имаат видено, а тоа е кога еден човек драматично ќе го промени начинот на живот од нездрав во здрав начин на живот, кој што претходно се хранел, да речеме, можеби толку не, како што велиме, неселективно, односно јадел што му се јаде, а сега почнува да припазува на храната, да оди повеќе во правец на здрава храна, прво. И второ, ако истиот човек претходно не бил физички активен, а сега почне редовно да пешачи, се разбира под медицински надзор, бидејќи тоа е состојба која што не е толку едноставна за да можеме да кажеме ајде од утре почне да пешачиш туку така.
И кога ќе се направи таква една драматична промена на начинот на живот, веројатноста за подобрување на состојбата е огромна. Впрочем, јас не сум имал досега човек кој што кога ќе ги направи овие радикални промени, да не дојде до подобрување на тромесечниот просек. И да, повеле. Сакав да ве прашам, бидејќи споменувате нели во однос на ова, би сакала да ве прашам со кој од вашите, еве, условно речено пациенти, нели, со кои што ги советувате каков да им биде животниот стил кога имаат веќе проблем, кој бил на високата стапка на шеќер што сте успеале да го регулирате? Па, фала му на Бога, имало ситуации каде што шеќерот одел и преку 20, да речеме, тоа е веќе многу. Тоа е навистина многу. Последно работам со пациентка последниве 2 недели, кога на ниту еден под наводници претходно начин не можело да се стави под контрола, па еден инсулин, па друг инсулин, па трети инсулин. Јас не велам нормално официјалната терапија во ниеден случај да ја пренебрегнеме, се разбира, кога има потреба, секоја терапија си има свое место под сонцето, тука нема збор. Меѓутоа, кога на таа состојба кај пациентката воведовме промени на начин на живот, ова што го кажуваме, исхраната, физичката активност, еве веќе, па не знам, втората недела е во тек, пациентката кога гледа сама ќе се препознае. Ако претходно имавме бројки кога беше вака околу 20 да има тенденција, денеска веќе имавме, бидејќи мерат пациентите 2 пати дневно ми праќаат на Вибер колку е шеќерот, утро го имавме бројка 9 и 12, односно синоќа било 12 а сабајлево било 9 шеќерот. А бројките нема повеќе од 10 дена, а бројките беа некаде над 15 па и до 20 да стигаат. Еве многу пластичен, многу конкретен пример што може да направи начинот на живот. Така што не велиме, ќе нагласам, нели, за да не разбере некој погрешно, не е ова алтернативна медицина, не е ова измислици, не е ова лекување, не знам, со непроверени методи. Ова е само истакнување на тоа колку е важно еден пациент со дијабет да води редовен живот, од аспект на како се храни и колку е физички активен и да ја зголеме физичката активност. Оти многу честа грешка, например, кај пациентите со дијабет, ако ја спомнеме сега, имаат представа дека можам да јадам што сакам се додека се боцкам со инсулин. Така. И се разбира, тоа е длабоко неточен став, тоа е неправилен став, бидејќи не е поентата ние се што да јадеме. Јас на најздравиот човек, кој што никакви проблеми нема, не би му дал совет јади што сакаш или прави што сакаш, се разбира, а здравието треба да се чува, исхраната треба да бидеме селективни, да пазиме, и бидејќи веќе не јас, не го кажувам тоа јас, низа на научни студии, 1 милион состојби, милиарди пациенти укажуваат на тоа колку е важно како пациентот се храни и колку е физички активен, особено кај дијабетот. Особено кај дијабетот. Доктор Митов, би сакала да ги напоменеме симптомите, бидејќи нели сите проблеми кои што се јавуваат во однос на здравјето имаат некоја своја симптоматологија. Понекогаш многу често кога сме говореле за дијабетот, велат може и да нема никакви симптоми. Можно ли да нема никакви симптоми, а да е шеќерот покачен, и ако има, впрочем, кои би биле тие? Граничното покачување на шеќерот, кој што сепак би не наведеле на еден начин ние да се посомневаме, да почнеме и со таблетарна терапија или да укажеме на тоа промени во начин на живот, искрена физичка активност, граничните промени 7-8 може да поминат без никаков симптом. Јас многу пати сум имал и пациенти кои што едноставно кога ќе направат некоја рутинска контрола, случајно, сосема случајно, или ако станувало збор за преглед во рамките на систематските прегледи од работа, нели, организирање, и одеднаш човек ќе се најде затекнат и изненаден како се појавил шеќер 7, 8, 9 па и повеќе. Така што првично не мора да има, и тоа повеќе ја истакнува важноста на тоа да си посветиме внимание еднаш до 2 пати во годината да направиме крвна слика, да направиме контрола, да провериме, бидејќи токму тогаш кога е рано, кога е најдобро да се интервенира, впрочем, тогаш може и воопшто да не дознаеме. Инаку после како оди понатаму, како напредува, тоа чувство на жет,
на нагласена жет, чувството на зголемено мокрење, особено станување навечер за мокрење заради таа состојба. Ако веќе одиме понапред да напреднат состојбите така како заматување на видот, тоа е кога се многу високи нивоата на шекерот во крвта, знае да се случи такво преодно нарушување на видот, онака нели како да ми се загмагли, велат пациентите, а после некое време ми се избистри, нели ако падне во мигрена. Тоа велиме не стемнување, него заматување. Заматување. Так, заматување, да појасним. Да. И тука се тие моменти кога човек веќе треба да се посомнева, да не одам веќе во понапредните кои што може да означуваат на тоа како на трпки по раце, по нозе, тие нели сензации кои што потекнуваат од нарушување на самите нерви, или таа полиневропатија карактеристична за дијабетот. Така што во рамките на една нормална грижа за нашето здравје, на едни редовни контроли, ако се појави првично на некој начин да биде кренат шекерот или уште порано во хиперинсулинемијата, во фазата на предијабетот, ако приметиме високи нивоа на инсулин во нашето тело, и тоа треба да не алармира дека треба да направиме промени. Доколку може вака, знаеме дека негде 4,5 е сега границата, како е 5,2, не знам точно, нели имаше некои промени? Има разлика од една до друга, да речеме, лабораторија. Добро. Според методологијата која што се користи. Јас за наједноставно им кажувам на пациентите таа рамка од 4 до 6 да ја имаат пред себе. Значи 4 како долна граница, 6 како горна граница. Значи над 6 веќе? Над 6 веќе на еден начин треба да се створи сомнеш дали е случајно наодот таков, значи дали нешто од X причини испаднало да биде малку повисоко, ти можно е, нели, шекерот е вариабилно нешто така. Нежен параметар. Човек што се вели да се вознемири, може да му се покачи. Има начин да се влие. Меѓутоа, во секој случај дојде ли веќе некоја вредност над 6, тоа треба да не потсети дека можеби не е лошо се и секако тука веќе колегите знаат. Тука следуваат една низа на тестови со цел да се види што е. Така. Меѓутоа, на пример, ако е 6, 7, 8 до 8 некоја граница каде што може да се третира, знам дека сум разговарала и со мојата матична докторка дека веќе до некој параметар може да со некоја препорака на, како што велите вие, начин на живот, нели промена на начинот на живот и животниот стил со исхраната и така натаму. Меѓутоа, која е таа бројка веќе над кога мора да се преземе нешто посериозно, како што велите вие да се вклучат и ендокринолозите, па ако треба и инсулин и така натаму. Знаете како вие многу убаво кажавте тоа дека има прва линија на терапија. Колегите и матичните лекари се многу добро упатени во тоа. Впрочем, сите овие хронични болести за кои што зборуваме, дијабет, зборуваме покачување на притисок, хипертензија, дислипидемиите, односно нарушување на мастите во крвта, сите тие имаат една почетна фаза или така наречена прва линија на терапија, кога ние навлегуваме во таа област и почнуваме да третираме преку ова што сега го зборуваме преку начинот на живот. Тоа е вообичаено таа прва линија на терапија која што сите протоколи на лекување официјални, значи зборуваме не за тоа како јас чувствувам или како некој друг колега мисли, како треба. Туку како треба, како велат официјалните протоколи, тие кои што се застапени во меѓународни рамки. И тие велат честопати, особено пак, например, кај и не само кај покачувањето на шекерот, туку и кај покачениот притисок. Првата линија на терапија се тие така наречени модификации во животен стил или интервенции во начинот на живот. Кога веќе ние ќе ги направиме нив и не приметуваме да се врати шекерот или притисокот под некоја граница, односно пак под 6 да се врати назад, туку продолжува да перзистира и после тој 3-месечен иницијален период продолжи да се одржува над 6, 7, 8, тука веќе колегите ќе земат предвид не само терапија од овој вид храна и физичка активност, туку сега веќе ќе дојде на тој ред, на тој план и таблетарната терапија, која што најчесто се случува нели да биде, како се вика, метформин, значи сите тие кои што се тука да не навлегуваме постепено, И конечно на крај, за жал, кога веќе подолго ако напредне состојбата, тука веќе доаѓа во ситуација да се даде и инсулин. Се разбира, колегите го даваат само кога мора, меѓутоа за жал таа градација. Прво малку вака се покачува шекерот,
па потоа треба таблетарна терапија и на крајот за жал доаѓа до инсулин. Ако не се смени начинот на живот, Така. оваа темпо е доста рапидно. Сепак станува збор за неколку години, не станува збор за неколку недели. Така. Но впрочем и тие неколку години сепак треба да бидат прекинати како од. Така, Не треба да биде оставено за тоа да не ги направи оние компликации кои што може да ги направи нели шеќерот во однос на другите системи. Ајде тука ќе се обратам до нашите гледачи, значи говориме на тема дијабетес и се разбира животен стил, начин на живот. Ако имате некое прашање, може од режија сега да ги испишат телефоните на екранот, па ако некој од вас кој што не следи, може или сака да се јави, може да се јави, и ако сака да постави некое прашање до доктор Митов, секако ќе го приклучиме и ќе се обиде доктор Митов да даде одговор. Инсулинската резистенција како основен механизам кај тип дијабетис 2. Да ја појасниме малку. Тука е многу важно да се каже тој зародиш на проблемот. Так. Оти многу пати нели ќе се го постави и секој пациент ќе се го постави прашањето што се случува, како настанува. Како е можно да биде толку честа таа состојба? Видите, вие ако земеме да разговараме за дијабетот генерално, сега чисто од аспект да зборувам на јавно здравје, значи на мојата матична област, од аспект на тоа што се случува на глобално ниво, ние гледаме еден проблем кој што има страшно многу размери. Значи дијабетот станува страшно сериозен проблем кој што ги цеди здравствените системи, троши многу пари и истовремено создава многу штета по однос пред се, најголемата штета по однос на здравието и животот на многумина. Се поставува прашањето како дојдовме до таа ситуација, кој е тој зародиш, зошто е толку често? Научниците велат дека тоа се должи на така наречениот живот во изобилие. Не велиме изобилие во однос на раскош, на финанси, на такви работи. Изобилие во однос на дневно внес на калории. Бидејќи вие сега имате многу голем внес на калории дури и во навидум и во ефтивната храна, значи во широко достапната храна. Не е воопшто тешко, напротив, не можеме да избегаме од нив. Калориите сега се многу застапени на секој чекор и на секој ниво. Вие имате храни кои што се толку ефтини, толку достапни, а се полни со калории. И сега ние доаѓаме до таа состојба на обременост на нашиот организам со многу калории на дневна основа. И впрочем, ние сме ставени во ситуација секој ден да примиме повеќе енергија преку храната, а таа енергија да не ја истрошиме. Значи, доаѓаме во така наречен вишок. Секојдневен вишок на енергија. Тој вишок на енергија, секојдневно, кога ќе се дојде во нашето тело нема начин како да се ослободи од вишок енергија. Дали таа енергија е представена во форма на внесени јаглехидрати преку храната или внесени масти. Телото наше еволутивно никогаш не испланирало да изфрламе преку урина или преку измет ниту благо, ниту мрско. Бидејќи тие се замислени како молекули со многу енергија, му требаат на нашето тело и нашето тело се навикнало само едно – да ги штети, да ги собира, да ги акумулира. Како? Кога тие триглицериди во форма нели на масти ќе ги стави во масното ткиво. И од мускулите, од црниот дроб, од подкожното масно ткиво, внатре помеѓу органите, доаѓаме во едно нели стомакот, околу стомакот. Така. Доаѓаме до една ситуација кога нашето тело секаде практично складира масти, секаде кај што може складира масти. Каде почнува проблемот или инсулинската резистенција, како што ја кажа? Така. Кога ќе дојдат тие масти во мускулните клетки, една мускулна клетка почнува да биде презаситена со енергија. Оти мускулната клетка гледа дека наместо, вака сега фигуративно да кажам, наместо да има во себе една капка триглицериди, која што и треба како енергија, резерви од енергија, наместо да ги искористи нив, одеднаш се наоѓа во состојба кога има не една, туку 10 капки триглицериди. И практично е преполнета со енергија. И шеќерот кога ќе дојде, оти мускулната клетка вообичаено се храни со таа шеќерна молекула, кога ќе дојдат шеќерите, мускулната клетка вели не можам, не примам повеќе храна и инсулинот кој што има задача да го префрли шеќерот од надвор, од клетката внатре во клетката, да го внесе, тоа работи инсулинот. Шеќерот кој што е во крвта, да го внесе во мускулните клетки. Меѓу другото, има и други улоги, но ова е главната.
И кога ќе дојде инсулинот да чукне на вратата на самата мускулна клетка и да ја каже имам да донесам шекер внатре, клетката е презаситена со енергија и вели не можам, не примам повеќе енергија. Односно му дава отпор на инсулинот. Так. Или инсулинска резистенција. Тоа е кој основен механизам на инсулинска резистенција. Нашите клетки се презаситиле со триглицериди, со масти. Значи, нели сте чуле за терминот заситеност на црниот дроб? Так. Постои термин заситеност, нели замастеност на црниот дроб. Так. Ама не само замастеност на црниот дроб, има замастеност и на мускулното ткиво. Ова не сум го слушнал. И тука почнува инсулинската резистенција. Сега, што се случува де факто? Клетката, мускулните клетки, сите во телото, му даваат отпор на инсулинот, шекерот останува надвор. Останува надвор, тоест надвор значи не во нив, туку во крвта. И постепено нивото на шекерот во крвта почнува да расте. Во втората фаза, ова беше првата на заситување на мускулните клетки. Во втората, и таа трае со години. Во втората фаза, кога веќе почнува шекерот во крвта осетно да се крева, телото одговара со лачење повеќе инсулин, бидејќи смета дека треба шекерот кој што е насекаде во крвта да го тргне и да го стави таму кој што мисли дека му е местото во мускулите. Но тука има сериозен проблем, не успева да го стави во мускулите. И што се случува? Расте постепено, инсулинот веќе не може да превземе и шекерот во крвта почнува да оди неконтролирано нагоре. Значи, ја гледаме ние таа подлога. Подлогата се вика вишок на енергија или инсулинска резистенција, која што води кон таа хиперинсулинемија или со други зборови предијабет. Ако таа состојба не ја третираме и продолжи понатаму, таа состојба ќе доведе до дијабет. Така. Доктор Митов, еве говоревме цело време за благото, нели шеќерите и така натаму. Меѓутоа честопати значи кога имаат луѓето проблем со дијабетесот, а и ние, впрочем, велиме ајде да не јадеме благо, ќе си каснеме овошје, нели за замена за нешто благо. Па колку е овошјето дозволено кај дијабетот и како и колку еве и ние што можеби немаме таков проблем, смееме да консумираме овошје? Дали можеби прекумерното консумирање на овошје може да доведе до покачување на шекерот? Тоа е таа една дилема која што е доста честа и доста проширена помеѓу нашето население. Значи, таа е честа дилема и проширена, и таа дилема во основа е лажна дилема. Значи, не може човек да се разболи од шекерна болест јадејќи многу овошје. Так. Значи, ако е само овошјето во прашање. Друга е состојбата ако вие на еден човек кој што веќе ги има сите овие предиспозиции за кои што ние зборуваме, кој што веќе има замастеност на мускулните клетки, веќе има некоја форма на хиперинсулинемија, па тој човек да земете сега да го ставите под ногу пола ден да јаде 1 кило, 2 кила овошје. Тогаш ќе претерате и тогаш тој човек кој што оди по работ, ќе го турнете од другата страна и ќе го направите да премине од преддијабет во дијабет. Тоа е друга ситуација. Так. Но генерално, за општата популација, 1, 2, 3 парчиња овошје во денот не стимулираат појава на дијабет. Значи, овошјето се смета за здрава храна и не треба да се донесуваме во ситуација преку различни диети или преку било што друго да го ограничуваме или не дај Боже елиминираме од исхраната овошјето кое што го внесуваме на дневна основа. Значи, тоа не смее да ни се случи. Има овошја кои што се со значителен гликемиски, не само индекс, туку и гликемиско оптоварување, кои што имаат во себе многу шекери. Кои се тие овошја? 3 станува збор кои што јас не им ги препорачувам на пациентите, особено кога веќе е јасно присуството на дијабет. Так. Прво станува збор за лубеницата, која што сега веќе не е присутна. Второ е грозјето и трет е ананасот. Значи ананас, грозје и лубеница. Кај тие 3 навистина може да дојде до многу драматично зголемување на шекерот и не е препорачливо. Меѓутоа, дали збориме за јаболката или за бананата или за било кој други, се разбира ако е умерена таа употреба. Оти што е многу битен друг момент кај овошјето. Овошјето кај себе има многу растителни влакна. Растителните влакна не му дозволуваат на шекерот кој што го има во нив
туку така веднаш да се ослободи во крвта и медицински кажано да го направи тој пик или тој скок на шекерот во крвта. Растителните влакна го врзуваат шекерот и тие му дозволуваат постепено да се качи и постепено да се спушти. А кога се случува тоа постепено качување и спуштање на шекерот, тоа му дозволува на телото да реагира, да се справи. Значи да најде начин како да се соочи со цела таа ситуација и да ја исконтролира. Така што овошјето и тоа како спаѓа во дозволената храна. Така. И е храна која што јас ја стимулирам и ја препорачувам да ја користат пациентите. Не ги препорачувам овие овошје кои што ги спомнав, кои што имаат во себе значително голем товар на шеќер. Говориме за оние кои што веќе имаат проблем со дијабетесот. Така е, така. А инаку, ако некој нема проблем со дијабет, тогаш апсолутно... Добро, меѓутоа сепак пак со мерка, да не се преадуваме. Да, знаете, сега тука имаше еден период, едни трендови, нели, да се јадат кило овошје на ден, 2 кило овошје на ден. Нашето тело не е создадено само овошје да јаде. Така, јас сметам дека секој треба да се знае колку му е потребно, некако самиот организам претпоставам дека си бара колку треба да се изеде. Ма знаете како има и Светска здравствена организација додала све до бројки, значи некои 300-400 грама на ден, значи не е дека произволно сега ние треба ептен да претераме. Ова на пример килограм, 2 килограми, тоа е веќе многу. Ќе му пречи на телото не без друго ќе му пречи. Споменавте физичка активност. Физичката активност впрочем е добра за се. И да немаме никаков проблем, нели, за нашето целокупно здравје, си го одржуваме на добро нели ниво. Меѓутоа, зошто е толку корисно за дијабетот да бидат ете оние кои што имаат проблем физички активни? Што се случува? Сега ќе се вратам на тоа на претходното прашање што го одговорав и кај што ја објаснував таа инсулинска резистентност. Нели, таму го објаснував тој механизам на полнење на клетките, на мускулните клетки со енергија, односно со тие триглицериди, нели, таа зимница, кога од енергија, кога има многу енергија. И реков дека нема начин телото, ниту преку урината, ниту преку фецесот, преку изметот, таа енергија да ја isфрли. Тогаш, мора да е нешто кое што ни останува е да ја истрошиме. Да ја истрошиме и вториот момент е преку исхраната да го намалиме внесот на заситените масни киселини. Тоа е тоа што го работам. Тоа се тие интервенции. Прво, лимитирам внес на заситени масни киселини и второ, стимулација на физичка активност. Сега што прави физичката активност? Клетките почнуваат да се разработуваат, мускулните клетки, го надминуваат нивото на употреба само на шеќерот и ние првично кога почнуваме со било која физичка активност, ако е краткорочна, нашите клетки се паметни и ќе го трошат само шеќерот. Меѓутоа, кога ќе ги внесеме во една пролонгирана физичка активност, тогаш тие од немајкаде ќе дојдат во ситуација да мора да почнат да ги употребуваат и веќе складираните триглицериди кои што спомнавме дека ја убедуваат клетката да му даде отпор на инсулинот. Или почетокот на инсулинската отпорност, на инсулинската резистенција. И кога ќе дојдеме до таа ситуација на редовна физичка активност, половина час на ден, 30 до 40 минути, нема потреба од било какви други, не знам, нагласени физички активности. Барем и да се пешачи? Доволно е. Доволно е. Значи 30 до 40 минути пешачење. Знаете, впрочем, ние имаме популација која што на официјалните анкети на Институтот за јавно здравје 50% од нашата популација дека има нула физичка активност. Односно нема. Едноставно не сме активни. Тоа е нашата нација. Ние немаме таква навика. Немаме, да. Тоа треба да го смениме. Значи тоа е нешто што е променливо. Тоа не е дадено. Можеби малку сега поради вирусов можам да забележам дека луѓето почна малку повеќе некако да практикуваат повеќе физичка активност, нели заради целата оваа состојба. Па некако малку се посветија повеќе на тоа да излезат, да прошетаат негде надвор од градот и така натаму. И тоа е добро, претпоставам дека и се надевам дека понатаму ќе стане навика кога се тоа ќе заврши. Меѓутоа точно е дека немаме навика на физичка активност. Да. Но сепак, нели, многу негативни работи дојдоа од цела оваа криза, за жал, тоа е криза, ова е пандемија, нема добри работи поврзани со нејзе. Но ако можеме вака со сила да бараме нешто позитивно, да речеме, можеби барем ќе не научи на нешто, да. Таа потреба што се покачи малку свеста кај населението дека
дека да се припази на здравието не е лошо. Да. Тоа е тој момент кој што да речеме да извлечеме една полука во целоста. Да, сакам и да ве прашам, за тоа би сакала да има време, па уште ова прашање да го одговориме, па ќе преминеме на оно што сакам јас да ве прашам во однос на пандемијата и дијабетесот. Природни начини има ли за кои што може да помогнат да се регулира шеќерот, како на пример некои додатоци или чаеви кои што би помогнале во овој случај? Има и листата е многу долга. Тоа е впрочем доста долга листа. Збориме за природни додатоци кои што има научна основа. Значи кои што науката истражувала и стасала до една точка. Например, хромот се знае дека дали е во форма на хром пиколинат или во било која. Јас зборувам генерички. Јас кажувам генерално, не кажувам поединечен производ, кажувам генерално. Тука може да има милион производи со оваа генеричка основа, меѓутоа хромот генерално се знае дека придонесува. Има препарати на различна основа, препарати на основа на лист од дудинка. Има низа други на препарати, има инулин, форма на растителни влакна. Пак се ова генерички имиња се разбира, кои што на еден или на друг начин му помагаат на телото да не го вземе цел шеќер кој што е во цревата, туку на еден начин на рецепторите кои што се во цревата малку да им ја стиши активноста и тие да земат само еден дел од шеќерот кој што е во оброкот. Така што сакам да речам, природни интервенции има. Не ги порекнуваме потребите од таблетарна терапија. Така, оно што ќе го препише матичниот ендокринолог или... Пак зборуваме за официјална медицина. Меѓутоа, сепак, факт е дека има се поголем број на научни студии кои што кажуваат дека има природни средства кои што помагаат. Так. Доктор Митов, како што кажавме и претходно, веќе сме нели во повеќе 9 месеци? Колку сме? Од март почна, да. Значи, веќе сме во пандемија на коронавирус, не само ние, целиот свет. Дијабетесот се спомнува како еден од хроничните заболувања кои што би биле проблем, нели, кога некој би имал дијабет, а бидејќи знаеме дека вирусот прави проблем и на циркулаторниот систем, а пак дијабетот ги ослабнува крвните садови. Кој е тука, како да кажам, кој е проблемот ако некој дијабетичар добие коронавирус? Што би можело да се случи? Прво и основно, тоа што сакам со големо внимание да го нагласам, е дека пациентите воопшто, доколку имаат дијабет и од X причини се случи да го стекнат коронавирусот, да се заразат. Воопшто да не паничат. Значи, тоа е прво, сакам да пратам силна порака на, како да речеме, на приземност и на невознемирување на пациентите. Јас имав контакти со луѓе, за жал, кои што беа избезумени од тоа. Бидејќи многу пати се кажува, некаде и со право, некаде и не толку со право, тој момент дека има поврзаност помеѓу хроничните болести и исходите од COVID-19. Но не треба пациентите да мислат дека секој дијабетичар кој што ќе се разболи од корона, COVID-19, дека ќе има фатален исход. Значи, не треба да се мисли така. Дури и пациенти кои што ќе имаат изголемена телесна тежина, ќе го фатат вирусот и еден добар дел од нив, поголемиот дел од нив, нема да имаат никакви проблеми. Така што не треба да се мисли дека има некоја директна поврзаност и некои од пациентите мислеа дека ако јас го фатам вирусот, готово. Значи, прво треба да не е тој ставот. Ако е тој ставот, ако така мисли пациентот, толкав стрес се создава на почетокот на самата вест која ќе дојде, што самиот стрес и дополнително ќе го заслаби имунитетот и дополнително ќе го скокне шеќерот реагира на стрес. Така што една привземност, една смиреност и терапија адекватна. Се разбира, има поврзаност. Факт е дека е мојот најдобар совет е да тие пациенти екстра да се штитат себе си. Нели, окей, не е фатална исход, нема гаранции, фала му на Бога дека не е така, но во секој случај тоа не опушта, тоа не ни кажува да не внимаваат, туку сепак го нагласувам и вториот момент, тие пациенти треба да бидат екстра внимателни. Значи, да не доаѓаат во никакви ризични ситуации, маската многу пати може да направи под наводници чудо, така што секаде со маска тој тип на пациенти да ја користат маската редовно
и да комуницираат само со својот тесен круг во семејството, со никој друг. Доктор Митов, вака некаде сме при крајот со разговорот, па би сакала еве да ве прашам и вас, бидејќи секогаш кога говориме во однос на вирусот, велиме да се сочува имунитетот, да се подигне на повисоко ниво. Па што би препорачале еве сите ние вака да консумираме? Што е потребно за некако да го одржуваме имунитетот и еве колку можеме, нели, да го чуваме на повисоко ниво, се со цел да се заштитиме. Меѓутоа како некако се одвиваат работите, многу брзо се шири вирусот, па се плашам да не стекнеме колективен имунитет пред да стигнат вакцините. Состојбата е натака, оди натака, за жал дефинитивно, но една здрава македонска традиционална кујна, која што сега е толку богата, со тиква, со се друго што спаѓа во таа ситуација. Сето тоа да се применува, значи не кажувам за ништо да се претерува, но баш таа традиционална македонска кујна, со овошје, со зеленчук, со се што имаме, со зелка сега како што е, и со физичка активност, имунитетот ќе си се зајакне, нашите тела се навикнати да го прават тоа, нашите тела се навикнати да се борат со вируси, па меѓу другите и со овој, и без преголем стрес да си создаваме сами на себе, ќе поминеме низ оваа ситуација. Треба ли некои суплементи да користиме додатно? Цинкот, витаминот D, витаминот С, сите тие имаат низ студии е докажано дека му помагаат на нашето тело. Меѓутоа кога станува збор, ќе ве прекинам за витаминот D, имам сознание дека прекумерно користење може да создаде и камен во бубрегот. Колку може да се користи дневно? Да, нема да кажеме доза. Кај витаминот D секогаш треба советна лекар. Значи сепак да се консултираат за да не претераат со дозата. Цинк може да се земе, витамин С може да се земе. Да, меѓутоа витаминот D малку... Витаминот D треба да се поразговара со лекар, има проверки, има други тестови, цела емисија е тоа, се разбира. Знам, да. Ви благодарам за денес, ви посакувам добро здравје, чувајте се, вие, вашата сопруга, семејството и се надевам дека се тоа ќе помине, па еве ќе се видиме во студио во убави времиња. Со задоволство. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам. Почитувани гледачи, тука некаде ќе ве поздравам и јас за денес. Ви благодарам за вниманието. Се надевам дека сето ова што го слушнавте ќе биде од ваша корист. Ви посакувам добро здравје, грижете се за своето здравје, почитувајте ги препораките на Министерството за здравство, бидејќи за сега само тоа останува и секако ние повторно се гледаме за 7 дена во исто време.